Викендов на фудбалските терени во Крива Паланка и во Кратово беше спуштена завесата на првиот дел од сезоната во меѓуопштинската лига. Како што тоа беше случај досега и петата рунда пресметки понуди многу возбуда, погодоци и фудбалски мајстори. Во саботата на 17 ноември беа одиграни нови 3 соочувања, последните од конкуренцијата за годината која привршува, а во сите нив силите си ги одмерија кривопаланечки и кратовски екипи. На градското фудбалско игралиште во Крива Паланка предпладневниот термин беше резервиран за тимовите на Осогово и на Силкрет. Нивниот досегашен ефект во лигата диаметрално спротивен, во полза на гостинскиот состав. Паланчани го бркаа првиот триумф во надпреварувањето, се што успеа да сторат досега едно реми, додека кратовскиот табор пак не знае за неуспех. Имајќи го ова предвид, иако се надевавме на изненадување, донекаде можеше да се предвиди текот на оваа средба. Не дека не се обидуваа, меѓутоа фудбалерите на Осогово едноставно не можеа повеќе против фаворизираниот Силкрет. На крајот славеа гостите со високи 7-0, убедлива игра и уште еднаш се потврдија како главни кандидати за освојување на титулата. Зимската пауза ќе ја минат на врвот од табелата со максимални 5 победи од исто толку обиди, додека Осогово за успех ќе мора да почека до следната пролет, затоа што полусезоната ја заврши со надпревар помалку, но и 3 пораза и само едно реми. Од друга страна, многу попозитивна атмосфера владае во преостанатите две наши екипи. Пред се во Руен, кој како што стојат работите, ќе му биде главниот конкурент на Силкрет. Сепак нашиот табор можеше и подобро да ја заврши полусезоната, затоа што пропушти победа и од Кратово на гостувањето кај истоимената екипа се врати со реми 2-2. Руен е второпласиран во поредокот со 3 триумфа и по едно реми и пораз. За крај, не израдуваа најмладите. Нашите фудбалски надежи од клубот Премиер во саботата попладне го вгостија кратовски Силтекс. Не беа многу гостопримливи, затоа што назад кон Кратово противникот го испратија со 4 гола во мрежата. Уште еднаш талентот и полетноста на младите беше нерешлива загадка за поискусниот, но многу побавен ривал. Со ова, 4-0 Славје го подобрија својот учинок и сега се трето пласирани во поредокот со 3 победи и 2 пораза. Се насе некако на брзина заврши годинашната половина од фудбалските возбудувања во меѓуопштинската лига. Па уште од сега со нетрпение го очекуваме продолжението на надпреварувањето, закажано за во април идната година. Како што велат самите организатори, интересот како на фудбалските ентузијасти, така и на публиката не само што задоволува, туку е и мотив повеќе за понатамошно ангажирање на ова поле. Уште еднаш се докажа дека нашиот град има фудбалска публика и потреба од чести средби на зелениот тревник.